Едно од лицата уапсени во акцијата Планина бил попишувач на територија на Сарај, откри потпарлот на ВМРО ДПМН Димче Арсовски. Политизирањето на пописот со ангажирање на партиски лица доведе до ова, обвинува опозицијата. Постои ли некако филтер и дали некој гледа какви лица ќе бидат попишувачи, прашуваат. Како е возможно да се дозволи лице уапсено за трговија со дрога да биде попишувач? Зошто треба да се даде оставка? Затоа што на човекот му беше поважно да слуша слепи насоки од страна на неговата партија, како партиски војник, наместо да ја види и реалната слика, да согледа зошто треба да се одложи пописот. Апостол Симовски Залфа вели дека попишувачите ги бирале на јавен конкурс, односно не вработувале во администрација па да ги проверуваат детално. Се додека не се докаже спротивното, никој не е виновен, вели Симовски. Нагласи дека нема намера да се појавува во медиумите додека не се расчисти целосно ситуацијата со пописот. Ова не е единствениот проблем. Симовски уште пред неколку дена рече дека дел од попишувачите се позитивни на COVID-19, а добар дел од нив и се откажува. Опозицијата останува на ставот дека самата апликација е тотално нефункционална и тоа до последен ден пред да биде одложен пописот. Прв и единствен, кој што се дискутира деновиве хуман начин за одложување, односно, хумана причина, е одложување на пописот заради здравјето на граѓаните. Зошто? Затоа што самиот призна во оваа емисија, седеше од другата страна со мојот партиски колега Димовски, дека 4 од инструкторите се заболени од корона. Знаете што се случи од петокот до сега? Плюс уште еден од инструкторите, бидејќи едниот чинам беше од Куманово, плюс уште еден заболен од инструкторите, кој што е во секојдневна блиска комуникација со Апостол Симовски, е позитивен на корона. Значи, де факто се шири. Што се однесува до акцијата Планина, од слобода беа лишени 22 лица од Грчец и Газибаба. Дел од нив успеа да избегат, заради што обвинителството распише меѓународна потерница. Ама за министерот Спасовски акцијата Планина е успешна, иако обвинителката Рускоска призна дека наркобосовите им помогнале, бидејќи некој од МВР им јавил за да се спасат.